Старо-нова методологија за раст на пензиите. Швајцарскиот модел, кој синоќа го договорија владата и пензионерите, е моделот на стариот закон кој важеше до 2018 година, реагираат од ВМРО ДПМНЕ. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски порача дека она што им го украдоа на пензионерите пред 3,5 години сега се најавува како иновативен модел и оти тука нема ништо швајцарско. Тоа е практично законот од пред 2018 година, 21 декември, кој што ова криминална и корумпирана влада го донесе, кога им ги намали пензиите на пензионерите и сега се обидуваат со некакви трикови да објаснуваат швајцарски модели. Тука нема ништо швајцарско. Можеби, ако нешто останало од скијањето по швајцарските Алпи оваа зима на раководството на СДСМ, само да ги потсетува на Швајцарија. Инаку суштината е дека ова е оној закон кој што пред да го смени Мила Царовска и Зоран Заев на 21 декември 2018 мислам беше важеше. Имено со стариот закон од 2012 до 2018 година, усогласувањето на пензиите се вршеше според движењето на трошоците за живот во висина од 50% и според просечно исплатената плата на сите вработени во државава во висина од 50%. Според СДСМ, ова била нова методологија која ќе им овозможи достоинствен живот на пензионерите. Со ова нова методологија пензионерите со просечна пензија која во моментот е 16.300 денара, од септември секој месец ќе имаат покачување од просечно 900 денари на својата пензија. Со старо-новата методологија, усогласувањето на пензиите ќе се врши 2 пати годишно, а за пензионерите предвидена е и дополнителна финансиска помош по 1000 денари за месеците април, мај и јуни.